Почитуван градоначалник на општина Карбинци, господин Јордан Насев, почитувани советници во Советот на општината, вработени во општината, почитуван министер за земеделие, заменик министер за локална самоуправа, почитуван директор на управата за води, почитувани граѓани на општина Карбинци, почитувани представници на медиумите. Денеска е свечен и важен ден за општина Карбинци. Дозволете ми во мое лично име, во име на владата на Република Северна Македонија, да ви честитам прво за почетокот на работите на пречистителната станица за вода за пиење, а воедно и да ви го честитам денот на општината, кој што оваа година ќе биде запаметен по овој настан. Отпочнуваат работите на проект од витално значење, бидејќи со приклучување на општина Карбинци на хидросистемот Летовица, трајно ќе се обезбеди решавање на долгогодишниот проблем со водоснабдувањето, особено во летниот период. Кога ќе биде готова пречистителната станица, ќе се означи крајот на еден долг период на снабдување на населението со вода за пиење преку локални бунари и жителите на оваа општина ќе имаат редовно квалитетна и чиста вода за пиење. Изградбата на оваа пречистителна станица ќе овозможи водоснабдување на повеќе населени места од овој регион. Средствата за реализација на проектот пречистителна станица Карбинци во вкупен износ од 105,3 милиони денари се обезбедени од буџетот на Република Северна Македонија преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со ова филтер станица, како и со изградба на филтер станиците за општина Штип и за општина Лозово, ќе се заокружи првата фаза од повеќенаменскиот систем Златовица, проектиран за снабдување со вода за пиење на 150.000 жители од Штип, Свети Николе, Пробиштип, Карбинци и Лозово. Воедно во тек е подготовката за почетокот на втората и третата фаза од хидросистемот Златовица. Втората фаза опфаќа изградба на систем за наводнување на околу 4000 хектари земјоделско земјиште, а со третата фаза е предвидена изградба на 6 хидроцентрали. Со ова ќе се заокружи повеќенаменскиот систем Златовица, кој што ќе биде целосно функционален и рентабилен. Обезбедување на квалитетни услови за живот, меѓу кои најважно е обезбедување на чиста вода за пиење во секоја општина, е првен приоритет на владата на Република Северна Македонија. Владата на Македонија има јасна цел и ја спроведува континуирано реализацијата на вакви капитални проекти во соработка со општините. Тие се од огромна важност за унапредување на здравието на граѓаните, за подобрување на квалитетот на животот и животната средина на граѓаните, но и за развојот на земјоделството, бидејќи без вода нема модерно и нема квалитетно земјоделско производство. Пред да завршам на крајот, сакам да упатам јасна порака, дека силно ги поддржувам сите капитални инвестиции кои што се реализираат и кои што најмногу и се потребни на Северна Македонија токму во овие моменти кога имаме оваа сериозна здравствена и социоекономска криза. Го охрабрувам градоначалникот да продолжи како и досега да работи на проекти и да бара помош од владата. Владата ќе стои на располагање не само на општина Карбинци, туку и на сите општини од источниот дел на Македонија, за тоа што покажавме во изминатите 3 години дека може и многу повеќе и многу подобро да се работи и да се реализираат проекти кои што со години не биле реализирани, а таков е случајот со хидросистемот Златовица и со изградба на овие капитални инвестиции. На крајот сакам уште еднаш да упатам најсрдечни честитки за стартот на работата на пречистителната станица, да се заблагодарам на изведувачот и на работниците кои што започнуваат да го градат овој објект во рамките на оваа здравствена и економска криза, да посакам да бидат здрави и да навремено го реализираме овој проект и се разбира наредната година оваа време да дојдеме на пуштање во употреба на овој проект.
da означиме уште еден успех и уште една победа и за Карбинци и за Северна Македонија. Благодарам многу.